Драги гледачи, добро дојдовте во најновото издание на Инфорегион. Денес имаме еден навистина интересен соговорник, Бошко Талевски, председател на управниот одбор на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Прилеп, господин Талевски, добро дојдовте во издание на Инфорегион. Ти благодарам, Дрко, за поканата. Драго ми е што и во ваков медиум гостувам, така да повели со прашањата. Овие неколку изминати денови во периодот кој што претходеше, се крена премногу прашања околу јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, во каква состојба се наоѓа тоа. Па еве, изворно ќе слушнеме што се случува и што ќе се случува и кои се вашите планови како управен одбор. Мора да кажеме за оние гледачи кои што не се запознати дека управниот одбор е она регулаторно тело кое што ја контролира работата практично на самото јавно предпријатие. Освен вас, кои се останатите членови и колку тоа број? Значи, драго ми е што сум на чело на управниот одбор на ова јавно комунално предпријатие Водовод и канализација. Управниот одбор, согласно новиот закон за јавни комунални предпријатија, брои 7 члена. Значи, јас ќе ги набројам и баш ми е драго што овој управен одбор има таков состав. Јас сум председател, заменик председател е младиот, перспективен, ова верувам дека ќе остане како снимка за војнина и систем за овие зборови, Илија Наумовски. Третата генерација од семејството менаџери Наумовски, значи внук на легендата на македонското, регионалното, балканското стопанство Симон Наумовски и син на Сашо Наумовски. Еден исклучителен потенцијал, неверојатна енергија и верувам дека прилеп во него има огромен потенцијал. Еве, ако во тој правец му се движи кариерата надвор од менаџирањето со витаминка, мислам дека може би иден премиер на Република Македонија. Тука се повозрастни, ќе почнам од највозрастните. Поранешниот, сега пензионер, поранешниот раководител на фондот, на подрачната единица на фондот за пензиско инвалидско осигурување, Никола Габровски. Потоа Благица Трајчевска, која што е самостоен инспектор од Министерството за труд, значи трудов инспектор. Еден исклучително исто така млад, надежен кадар, правник, се разбира женска личност, господја Марина Јовановска, која што доаѓа од секторот за правни работи во Прилепската пиварница. И еден исклучително тешкаш, да речам, во делот на администрацијата, Звонко Јовановски, поранешен директор на јавното комунално предпријатие Комуналец, и Николче Карапеевски, кој што доаѓа од Министерството за земјоделие. Мора да кажам дека управниот одбор е едно тело, а второто тело е надзорниот одбор и таму исто така еден исклучителен состав. Значи, председател е Никола Чаданов, кој што е, мислам, финансов директор во Конфи Ангел. Потоа Димитар Јовановски, кој што доаѓа од Гентерм, и младиот адвокат Зоран Кочевски. Дали веќе одржавте конститутивна седница и што беше утврдено на средбите кои што ги имате како управен одбор? Значи, конститутивната седница беше на 13.2. Точно се сеќавам на датумот. На таа седница, како конститутивна, беше конституиран, беше управниот одбор, се верификуваа мандатите, беше избран председател и заменик председател и оставивме да видиме во каква позиција е јавното комунално предпријатие. Еден од првите приоритети кој што ми беше предочен, мене како председател, беше дека треба да дојде до усогласување, односно гласање на планот за јавни набавки. Јас доаѓам од општина Прилеп и во општината сум бил во неколку тела и органи. Значи, секогаш кога имало некои новини и требало да се преземи некоја одговорност, јас сум бил дел од тим. Не сум бил сам, значи во општината, и сум бил и дел од тимот за јавни набавки. И реагирав дека јавните набавки не се обврска на управниот одбор, туку дека е тоа обврска на работодавачот. Ми беше предочено дека тоа е заради транспарентност, но тоа не е ни по закон, а не е ни во статутот.
Втората работа беше тековната работа попис. За пописот тој требаше да биде завршен пред нашето конституирање, пред нашето назначување, негде до 31. Нема пописот нема рок. Меѓутоа нема определен рок, но има упатство во кое што тоа произлегува, тоа е упатство во рамките на самото јавно комунално претпријатие и тоа произлегува од правилникот пропишан од министерот за финансии во делот на сметководствени операции, Закон за сметководство. Претходниот управен одбор донесол одлука за формирање на централна пописна комисија и онолку пописни комисии колку што треба за да го изведат регуларно пописот. За гледачите да биде појасно, да не употребувам сметководствени термини, пописот е дел од завршната сметка. Завршната сметка, ова што го кажува да зборувам со народен јазик, значи завршната сметка е систематски преглед. Сите ние сме поминале низ систематски преглед, а пописот е, да речеме, крвната слика. Нели имате на систематски преглед, спирометрија, увоноси грло прегледи, психијатрија и така натаму, за да се види севкупната психофизичка и здравствена состојба кај некој. Ова е тоа само во делот на претпријатие, да се види во каква кондиција е претпријатието за 2025 година. На седницата на трети месечини добив известување и од страна на пописната комисија, која што требало да ги утврди фактичката и реална состојба во магазинот, и од Централната пописна комисија, дека не се во можност докрај да ја завршат работата од објективни причини. Има многу артикли кои што се во неколку магазини, не може да се усогласи кој артикл под која шифра е, не може во реален временски период не може да се направи попис. Нормално беше таа точка да ја ставам на втората седница на управниот одбор, да ја издискутираме, затоа што не е секојдневна ситуација. А од пописот па треба да зависи и завршната сметка. Процедурата од пописот, ако е регуларен, треба да дојде до управниот одбор. Управниот одбор го усвојува пописот. Елаборатот од централната тоа е извештај од Централната пописна комисија и го враќа во секторот за финансии, во сметководство. Тие материјалната состојба, реалната, фактичката, изброената состојба ја усогласуваат со сметководствената состојба во книгите. Бидејќи ваму немаме фактичка преброена состојба, не може да се изврши ни усогласување кусоци или вишоци, па да има задолжение и така натаму. Ако е се во ред, процедурата оди до надзорниот одбор. Надзорниот одбор има обврска да ја исконтролира сетата ситуација, ако нешто не е јасно, да го врати во финансии, во сметководство. Ако уште нешто па не е јасно, може дури и да ангажира надворешни стручни лица да помогнат во таа ситуација, да се расчисти ситуацијата. Бидејќи немаме реален попис. Јас не велам дека некој не си ја завршил работата, многу искрен однос има од луѓето што работеле на пописот, дека не се во можност во тој временски рок и барат нов временски рок, вонреден попис. Мене како председател на управниот одбор не ми преостануваше ништо друго, бидејќи се појавија и сомнежи во јавноста. Освен, сега со народски речник да кажам, да не кажувам дека е поништив одлуката за формирање на пописна комисија централна и така натаму, ја распуштив комисијата. Не јас. Значи управниот одбор донесе едногласна одлука дека постоечката централна пописна комисија и останатите, бидејќи не го завршиле пописот во законски определениот рок, го изгубиле легитимитетот. И логично е да се формира нова пописна комисија. Во новата пописна комисија пак ќе влезат можистите вработени, и тие се вработени во водовод. Но се поништува и пописот. Бидејќи ако пописнава комисија нема легитимитет, тогаш логично е пописот таков каков што е недозавршен да го изгуби легалитетот. Сега е започнат нов попис? На седницата минатата недела, во вторник беше или во среда, сега точно се сеќам, затоа што навистина овие месец дена имам неверојатен број состаноци, токму од оваа област, со врвни луѓе,
хидроинженери, луѓе кои што се од министерства и така натаму разговори, донесовме одлука да се формира нова пописна комисија и веднаш да се отпочне со нов попис. Она што плюс треба да се каже и да го знае јавноста вака, значи, бидејќи ќе излеземе надвор од рокот за поднесување на завршна сметка, то мора да биде подкрепено и со ревизорски извештај. Тоа е до крајот на овој месец? Тоа е разумен рок. Јас не сакав да вработените во водовод чувствуваат притисок за набрзина да го завршат пописот, туку во разумен рок, не во бескрај, туку во еден краток, но разумен рок, релаксирано да избројат точно колкава е состојбата. И да се ангажира, да се смени планот за јавни набавки, пошто на јавните комунални предпријатија немаат обврска во планот за јавни набавки да имаат набавка од типот на комерцијална ревизија. Меѓутоа, во оваа ситуација имаат обврска и тоа е плюс за да се заштити јавно комунално предпријатие од сомневањата за нешто, а и да излези се на површина. Околу тие сомневања во јавноста се појавија сомневања и одредени, значи неофицијални информации дека недостасуваат одредена опрема во ЈКП Водовод во износ на 20, 50, 90.000 евра. Дали има вистина во сето тоа? Значи вака, јас сум председател на управен одбор. Јас кој какво мислење има, кој што констатира, од кај Дури се тие одредени податоци, медиуми излегува со податоци дека ќе се замеша во целата ситуација МВР, дека ќе следуваат кривични пријави. Како го коментирате сето тоа? Значи, вака, предпоставував дека ова прашање ќе дојде на дневен ред и дека ќе ми го поставиш, затоа што ја интригира јавноста и долго се двоумев како да одговорам, за да се разбериме. Да одговорам кратко и јасно, можеби нема да се разбериме. Да одговорам со наративов кој што го имам, вака директен наратив, можеби ќе звучи грубо, пошто е апсурдно ова сето. Управниот одбор и јас како председател не се грижиме за дали некој направил нешто внатре или не направил. Ние се грижиме да имаме чиста и јасна сметководствена, финансиска и економска слика на предпријатието, за да можеме да донесуваме стратешки одлуки во иднина, кои што ќе го донесат тоа предпријатие да види вистински сервис на граѓаните. Значи, сакате да кажете дека и да има сомневања или одреден криминал во ЈКП Водовод, вие како управен одбор не сте вие што би поднесували кривични пријави. Него за тоа си има надлежни органи. Има надлежни органи, за да го расчистиме. нака проверува дали е така или не, јас не знам. Дали ќе направите ревизија на работењето? Зошто се крена фама? Комерцијалната ревизија ќе биде печат на она што ќе биде завршна сметка. Така е и по закон. Така е по закон. Значи, за да поднесете завршна сметка во Централен регистар, надвор, макар и еден ден од рокот за поднесување на завршна сметка, мора да има и ревизорски извештај. Пошто нема во планот за јавни набавки, денеска или утре ќе се обезбеди комерцијална ревизија. Јас, за да биде се уште подобро спрема јавноста, побарав вонредна ревизија на Државниот завод за ревизија. Државниот завод за ревизија работи по план. Меѓутоа, со наше барање од управниот одбор побаравме да дојде вонредна ревизија. Вонредната ревизија, односно, како да кажам, барањето до Државниот завод за ревизија не е измишлјотина на овој управен одбор. Секоја промена, секогаш кога иде нов директор и така натаму, нов управен одбор, тоа го има во одлуките, стои во историјатот на водовод. Зошто е ова сето, навистина не ми е јасно, но сепак се носиме со одговорноста. И како да ви кажам, јас како председател на управен одбор, пак да се навратам, перфектно не ме интересира кој што пишува, дали пишува, не пишува и така натаму. Сима институции треба да си се погрижат за тие работи. Дали тие институции ќе дојде или не во водовод, исто така не знам да ви кажам. Мене ноќна мора ми е наредниот временски период, оти не очекува мониторирање од страна на Државната комисија за енергетика, во која што ќе треба да се утврди цена на вода. Нив не ги интересира дали Бошко или Џоко или некој друг добро преговара, дали ода со проекти или не. Нив ги интересира суви економски податоци. Завршни сметки, билансна состојба, наплата на вода, наплата на сметки, загуба на вода,
дали системот треба да се реконструира или не, и тие утврдуваат цена од до. Тие не се грижат дали водовод после ќе ги наплаќа сметките. Тие кажуваат дека прилеп за ваков тип да може да се во 24/7 да има вода, цената би била таа. Дали според вас треба да има, односно регулаторна би предложила повисока цена на водата од сегашната? Вака, јас како председател на управен одбор, откој ќе излези оваа завршна сметка и откој ќе завршиме со сите овие работи, ќе седнеме и макотрпно ќе работиме. Ќе дам се од себе заедно со цел управен одбор, а таму има огромен потенцијал. Ние ова водоводно предпријатие да го стабилизираме и прилеп да добија најниска можна цена. Сега да објаснам зошто не можам конкретно да ти одговорам. Сметкава што ја добива граѓаниве за вода е поделена на два дела. Првиот дел е доводни води, значи вода што има во чешмиве, во славиниве и така натаму. Таа може едната да биде техничка, односно сурова вода, и другата е питка вода. Ова што е од студенчица или од извориве. Вториот е одводни води. Кога ќе опуштите чешма, вие така водава треба негде да заврши. Одводниве води се делат на два. Одводни води, систем на одводни води и систем на пречистување на одводни води. Прилеп има и систем на пречистување на одводни води. Ние имаме пречистителна станица. Уште 2 или 3 града има во Македонија пречистителна станица. Прилепчани во сметкиве за вода. Во сметкиве за вода. Исто така плаќаат и одржување на пречистителна станица. Кој да ја плаќа пречистителна станица трошоците? Не е таа Битолска, не е таа Долненска, не е таа Крушевска, не е таа Скопска. Значи терето мора да го има, затоа што ние го имаме тоа. Како да ви кажам? Ние се донесовме до ситуација кој ќе имаме нешто, ние го бараме. Кој ќе треба да се одржува, одржувањето, тоа се вика циркуларна економија. Тоа е цела наука. После тоа кој да го одржува ова што го бараме, сали, пречистителни станици, тоа е сето урбано живење. Тоа е повеќе од јасно, но знаете што се случува често во изминатиот период? Заради одржување на некаков си социјален мир, заради политички калкулации, на одредени јавни предпријатија им се дава да имаат одредена цена која реално не е рентабилна и тоа јавно предпријатие не може да обстои со таа цена. Но не сака да се покачи таа цена, оне што треба да ја покачи заради, како што кажав, одржување тој социјален мир. Дали вие како управен одбор ќе ги надминете тие ситуации кои што ги имаме во минатото? Вака, ние првин треба да ја видиме фактичкава состојба. Ова што го кажав, завршнава сметка, нас точно и прецизно историографски ќе ги земеме податоците, за да дојдеме да видиме дали како во минатото се движело ова јавно комунално предпријатие. И ветувам дека фиксни се трошоците за плати на вработените во јавното комунално предпријатие. Тука не можете да калкулирате. Тоа е плата. Ако не му давате плата, ќе тужа. Работен спор, сигурно уште поголеми трошоци. Но да се фокусираме на останатите трошоци. Нема од каде ова јавно комунално предпријатие да има други приходи освен од сметките. Така, меѓутоа, кај можеме да интервенираме? Загубите на вода, колку што сум првично информиран, се 55 до 60%. Во тој износ се движат. Наукава, седам со луѓе, хидроинженери, што ја разбираат таа проблематика, вели дека 15 до 20% е најмногу загубава на вода. Останативе 20, 30, 35% се или дефект, или кражба. Нема друг збор. Значи, нема како еве, кажи ми кој политички коректен речник да го кажам, освен арамилок. Што не разбираме прилепчани, од кого крадиме вода, на чиј терет паѓа сетото. Не може еден човек за двајца да плаќа сметки. Во наредниот временски период ќе пробаме на две полина да работиме. Да ја намалиме колку што можеме. Јас не велам дека ќе дојдеме до овие проценти кои што ги предвидува наукава. Се работи за стара водоводна мрежа, да видиме кај треба да се интервенира и така натаму. И колку што е можно да ги намалиме овие диви приклучоци на водоводниот систем. Тоа ќе биде идни одлуки на управниот одбор. Управниот одбор ќе ги донеси овие одлуки.
Тоа да си сигурен, да е сигурна јавност. А спроведувањето на одлуките паѓа исклучително на оперативата внатре, предводена од директорот и раководителите на сектори. И така, мислам дека ќе создадиме една вертикална одговорност да се знае точно каде во наредниот период ќе дојде водовод. Кога ќе го стабилизираме тој систем, кога ќе се исцрпа сите можности, тогаш регулаторна комисија ќе ја кажи цената. И ние ќе кажеме, ние за ова имаме аргументи. И нема, како да ви кажам, од 2 и 2, кој може да ги направи 3 или 5? Каква е кадровската екипираност во предпријатието во однос на стручниот дел, каде што мислам дека изминатиот период недостасува водоводџи, ајде така народски кажам. Па вака, има, мислам дека се 200 вработени, околу 180 или 190, не ме држи сега точно за збор, претежно е администрација. Значи, меѓутоа, сепак треба луѓе кои што ќе биде оперативци на терен. Не може сите да биде администрација. Во наредниот временски период не сме дојдени до таа ситуација, се разгледува пописов и завршна сметка. После, предпоставувам дека такви се нашите разговори во управниот одбор, дека ќе дојде до реорганизација на ова водоводно предпријатие. Просто да ви кажам, имате одделение за јавни набавки, еден вработен. Јас наум не ми паѓа да се сомневам во стручноста, компетентноста, честноста на лицето вработено таму. Меѓутоа, еден вработен и директно под директорот. Тоа во ниеден систем на јавни комунални предпријатија го нема. Ме разбирате? Значи, дали тоа го има во приватните компании? Мора да се преорганизира. Ако сакаме да имаме успешно предпријатие, не е проблем Бошко и мандатот од овој управен одбор. Ние треба да гледаме перспективно. До која ситуација сме дојдени како народ и како општество? Јас да излезам сега во емисијава и да речем, знаете што, најдовме извор Студенчица, 70 км водовод ќе го носиме до Прилеп. Ќе ти се верува тебе и на гледачиве твои? Не верувам. Таков амбиент создадовме да генерациите пред нас, без ништо, нити Google Maps, нити мапи, пешки оделе. Пешки оделе, тој пат го изоделе за да ја донесе Студенчица овде. Ние сме овде, кај сме, во 13 Котница, во 9 Котница, булеварот во трупо на пато. Јас бев дете. Има 2 метри диаметар канализациони цевки, бетонски. Мислам од 13 Котница до старата железничка станица, до железничкава станица. Јас да излезам сега и да речем овде во емисија дека ќе го копаме булеваров и ќе правиме таков тип на канализација, сите ќе се прашува кој е овој таму што го клал, дали се слушаше зборува. Ми разбираш до кој апсурд сме дојдени? Ни ова што генерациве ни го оставиле, ние не можеме да го, како да кажам, да го одржуваме. И затоа треба системов да профункционира. Мене, што правиле претходните директори, претходните управни одбори, што ми значи? Мене ми интересира и динава. Мене ми интересира тоа предпријатие да е вистински сервис на граѓаните. Мене ми интересира, гледате, сите војни накажува дека ќе се вода за питка вода. Се кажува, за нафта, за газ, има алтернативни извори. Сонце, ветар и така натаму. Ние ова го расфрламе. Некој не разбира дека дома ако течи славина, дека се губи питка вода, дека треба да се поправи тоа нешто. Некој не разбира дека не може да наводнуваш ниви или дворови, да се разладуваш ако некој нема вода за пиење. Прилеп е 7, ако добро знам, да е во контакти со јавно комунално предпријатие Студенчица, 7 во редо на општини што зема вода. Последен. Гледате какви климатски промени се случува. Изгор лета, 50 степени беше летото. Зимава не падна снег ни сантим. Вода од каде да се полни во басенов. Ако пополека Студенчица, така, се намалува издашноста на извор. Прилеп е последен. Кичево, Пласница, Брод, Долнени, Крушево, Осломе и Прилеп. Ние место да се фокусираме на алтернативни извори, да побараме овде околинава е пребогата со тие работи и да одиме во инвестиции, ние овде се расправаме дали има попис, нема попис, дали завршна сметка треба да правиме и скандали од вести.
Јас не сакам да учествувам во такви работи, сакам да учествувам ова предпријатие да е стабилно. Ме разбирате, и јас се ќе направам. Сите мои контакти овој месец дена се токму во овој правец. Јас до пред месец дена бев обичен плаќач на сметка. Меѓутоа, моето искуство укажува кога системот затаил. Јас не барам виновници, јас не отворив лов на вештерки негде. Меѓутоа, слепо да му верувам на некој, немам намер. Само резултати. Дали ме разбираш? И жал ми е што, како да кажам, има и успеси во ова предпријатие. Не само успеси, што има директно поврзани работи. Ама ние секогаш добрите работи ги клаваме во втор план, секогаш доминира недоречени работи, полувистини, невистини. Ако има нешто што не е што треба, па нагласувам, бујрум институциите нека си ја брка работата. Меѓутоа, дај па да ослободиме простор за луѓе што стварно посветено работат. Да му дајме, како да речам, ветар в грб дека има шанси тие да просперира. Има архитекти, има инженери, има економисти, има правници, има работници. Таму има, познавам еден куп луѓе, честити луѓе, домајчини луѓе. Ако некој правил нешто што не треба, то не е цел водовод. Ако е цел водовод, тогаш ние имаме сериозен проблем. Значи треба тремелна реконструкција. Но што и да е, јас не бегам од врската да работим. Многу е лесно денеска да се сликате со проекти. Тешко е да носите тешки одлуки во тешки времења. Така се града општество, така се града систем. Не сипрам себе промоција, јас сакам систем да има таму. Систем. То предпоставувам го свајча и членовите во управниот одбор и членовите во надзорниот одбор. И директорот и стручниот колегиум. Искрени и отворени разговори. Господин Италевски, ви благодарам. Јас не, уште една работа, извини. Доколку имате нешто, слободно да полнете. Значи вака, да не испадне дека овде дојдов, па се правдаме, па афери, правдаме и така натаму. Не, чисто сме тука да, како што кажавте, да ги разбиеме тие шпекулации, дезинформации што се уват и полувистини или невистини. Да. И многу е убаво вака кога отворено се разговара со органите на јавните предпријатија, отворено да се каже каква е ситуацијата. 3 недели се договараме од твои, мои причини, објективни, не беше нешто заткулисно и не калкулирам никогаш, тука сум, кога сакаш покани ме, нема никаков проблем. Јас сакам само да набројам 6 проекти што ги има сработено општината заедно со луѓето од водовод. Не се китам со туѓи перија. То се проекти сработени во минатото. Че си ги промовира градоначалникот, че си ги промовира службите, јас само да ги набројам тие до детал, че ги кажа. Не е вест во Прилеп денеска дека за водовод преку 80 милиони денари, значи 1.300.000, 1.400.000 евра ќе влеза проекти. Шо од Европската унија, шо од унгарскиот кредит. Некој ги сработил тие работи. Јас, кога дојдов за председател, прашав до кај се нешто дали треба да се подтурни, да се јавиме негде, така ода тие работи. Еве да ви ги набројам, а после за промоцијата нивна че си се погрижи нормално градоначалникот и службите таму што работеле. Не се китам, не е машки да се китам со такви работи. Значи првиот проект е вчера баш разговарав со колешките и колегите од јавни набавки во општината. Овие проекти ги прави општината, но се за водовод. Е водовод во село Лениште. Повторена постапка. Заради техничка документација беше поништена претходната тендерска постапка и се е обновена. Јас само ќе ги набројам за подетално колку кучина, како и така натаму, ќе го викнете градоначалник или било кој други, вие како медиумит, сакам да зборуваме за проекти. Ме разбирате? Втората работа е во едно иконично место за Прилеп. Во едно, како да кажам, култно место. Тоа е селото Селце и манастирот Свети Димитрije. Значи, првин во селото Лениште. Јас сум и дел од Општинската изборна комисија. Во селото Лениште има 20 жители, таму не ни постои како гласачко место. Ама што е поентава? Тоа е едно иконично, едно култно место за прилепчани. Директно е поврзано со масакрот така во 2001 година на Карпалак. И Света Петка е манастирот таму и ние имаме потреба тоа место да го чуваме. Во колективната меморија да го има. Згора на се, тоа станува една приградска населба, може ќе стане и атрактивно, има водовод, па ќе се градат и викендички. Да го дисперзираме малку градов. Второто е Селце, манастирот Свети Димитрije. Многу близко, многу луѓе пешачат,
таму никна меѓу населеното место Селце, прилепи населеното место и Селце никна и една бизнис зона. Така, значи има таму тие објекти, како се градени, тоа е втор падеж. Не сакам да отворам таа тема, но треба да има вода во тие објекти. Треба и во Селце, во населеното место треба да биде и во манастирот да има вода. Тоа е од подвожњакот спрема манастирот Селце, Цевковот. Третата работа е, ти го спомна, системот СКАДА. Сега ќе биде надограден, на ГИС систем ќе биде врзан. Тоа е проект од Европската Унија. Директно го мониторира. На претходната средба овој Рохас, амбасадорот, евроамбасадор, токму за тоа беше присутен, се отвори како тема, меѓу другите и така натаму. Четвртата работа е ПСОВ систем. Тоа е СКАДА систем, ама за отпадните води. Ме разбираш, значи СКАДА системов е за водиве, овие доводниве води, за конкретно во Цевка водов за водовод. Ако има проблем, СКАДА системов идентификува точно. Порано беше ориентационо, сега точно до адресата кажува. Само некој треба да излезе на терен и да утврди дали е дефект или е кражба. Ваму ПСОВ системот е исто така СКАДА систем. ПСОВ се вика заради што е за отпадните води. Се случуваат дефекти на канализационата мрежа. Не може да течи сегде канализационата мрежа, може да се санира. Тоа е четвртиот проект. Петтиот проект е фотоволтаична централа на пречистителната станица, која што во многу ќе ги намали трошоците за електрична енергија. Тој систем од Европската Унија, пречистителна станица е циркуларна економија, вграден проект. Тоа значи, како да кажем, од кој ќе направите проект, цела наука е за да се одржува понатаму. Трошоци за одржување, амортизација, трошоци за инвестиции понатаму за надоградба на тој систем. Тоа не е само направа пречистителна станица и предизвикува трошоци. Дел од трошоците, најголеми се електрична енергија. Таа сама од себе со прочистувањето, ако добро ми каже, биометан е во прашање што се претвора во електрична енергија, но тоа е малку, па сега имаме и фотоволтаична централа. За да скроз падна сметките, мислам дека околу 1 до 2 милиони денари се сметките, во зависност од тоа колку работи, па тие средства ќе ги употребиме за некои други проекти што се потребни во водовод. И шестиот проект е кружниот тек овде, баш кој што сме овде пред Сетек, до основното општинско училиште Климент Охридски, улицата Кузман Јосифовски Пито, ќе биде реконструиран Цевка водот. Таму оди, ако добро разбрав, ФИ-300 водоводна мрежа, ова водоводна цевка, таа оди или близко до објектите, некои од нашите сограѓани може и изградиле и над ова цевка, меѓутоа ФИ-300 е, да е представам јачината за јавноста, е потенцијална водна бомба. И таму тоа мора да го санираме. Тој проект, ако добро ги разбрав колегите од урбанизам, веќе е воведен во работа, се бара сообраќајно решение од МВР, заради тоа што се уште е активно училиштето, веројатно тоа ќе биде после школската година, и така. И тоа е главна артерија што оди од центарот спрема најнаселеното место Точило. Дали ќе продолжи понатаму, има една разводна шахта таму Точило на времето била нели голо место, сега е најнаселена населба. Дали ќе продолжи понатаму, ќе аплицираме, па ќе видиме докај ќе оди. Но за сето ова најдетално, градоначалникот и секторите, јас само ги набројав. Сакам да кажам дека има и добри и убави работи, дека не е се така црно и дека и во иднина може нема да биде спектакли, јафери, вести, ама дека ќе има добри работи, се надевам дека ќе биде така. Сите се надеваме дека во идно времето ќе го трошиме на овие емисии на презентација на проекти, отколку на некакви афери, на вистини, полувистини, на криминали кои што се надеваме дека ги нема и дека предпријатието ќе си функционира најнормално. Уште еднаш ви благодарам на времето. Ти благодарам и тебе. Ова ваше интервју нема да биде прво сигурно, него и понатаму ќе ја пренесуваме работата и на управниот одбор и на јавното комунално предпријатие Водовод.
Драги гледачи, тоа беше отвореното, транспарентно и отчетно интервју со Бошко Талевски, председател на управниот одбор на ЈКП Водовод и канализација Прилеп. Како што кажав, прво, но не и последно, се надеваме дека и другите председатели, но и директори на јавните комунални предпријатија ќе бидат гости тука во ова студио и ќе обработиме, односно презентираме работата и состојбата на јавните предпријатија во Прилеп. Со нови информации се гледаме во наредното издание на емисијата Инфорегион.